Политичките односи помеѓу Македонија и Италија се одлични, согласни се и Груевски и Берлускони. 2 часа во кабинетот на првиот човек на италијанската влада разговараа за меѓусебните односи. Поддршка од Италија за членство во Европската унија и НАТО Македонија има. Берлускони очекува да добиеме позитивен извештај годинава, а наскоро и покана за полноправно членство. Од господинот Берлускони добив уверување дека Италија искрено ја поддржува Република Македонија на патот кон Европската унија и НАТО, при што истакна дека нашата држава заслужува позитивен извештај и препорака за почеток на преговори со Европската унија и дека заслужува да стане, се разбира кога ќе поминат сите фази, членка на Европската унија. Италија е пети најголем надворешно трговски партнер на Македонија. Размината на годишно ниво помеѓу двете земји изнесува 500 милиони долари. Берлускони денеска слушна за условите кои Македонија им ги нуди на странските инвеститори. На негово барање наскоро италијанските бизнисмени преку видеорепортажи на италијанските медиуми ќе имаат можност да слушнат за условите кои им ги нуди македонската влада. Премиерот Берлускони позитивно ги оцени нашите политики за даночно ослободување на инвеститорите, како што се ослободувањето на данок, на персоналниот данок, односно на како што е ослободувањето од данок на добивка, каде што имаме 0% за сите компании кои што нема да ја распредават добивката и 10% за оние компании кои што ќе ја распредават, персоналниот данок кој што е 10%, и исто така специјалните погодности во слободните економски зони. Освен премиерот Груевски на работната посета, присуствуваа и вице-премиерот Пешевски и министерот за надворешни работи. Ова е трета средба на премиерите на Македонија и на Италија, но за прв пат Груевски влеза во кабинетот на Берлускони. И по третата средба италијанскиот премиер останува посветен на неговата идеја сите земји од Балканот да влезат во Европската унија за да се обезбеди стабилен и безбеден регион. Сител телевизија во Рим, Иван Кузмановски.